веќе после Великден, после една великденска серија проповеди, тие што доаѓавте можете да слушате што веруваме ни христијаните за Великден. И можевме да видиме дека, сега се подсетиме малце, дека секој светоглед, секоја филозофија, која да кажеме презентирана овде во овој свет, има да кажеме некоја сива зона во која најголем дел се согласуваат, да кажеме моралните вредности. Речиси во секој светоглед, дали то христијански, исламскиот светоглед, будистичкиот, кој да е хуманистичкиот светоглед, во голема мера тој е некоја сива зона, јас така викам. Тие некои морални вредности се горе-доле тука некаде. Има разлики, но тука некаде се. Тие некои основни принципи, параметри се тука некаде. Но секој светоглед, затоа што животот не е сива зона. Животот е малце пошарен. Има некои работи за почетокот, за крајот, во кои тие светогледи се разликуваат премногу. Атеизмот, да кажеме, еден од тие проблеми кои атеизмот ги има, тој е некој материјалистички атеизам, е дека немаат одговор за почетокот. Зошто нешто воопшто да постои? Тоа е многу важно прашање. Зошто нешто да постои, а не ништо? Тоа е филозофско прашање, многу важно, за кое атеистите немаат одговор. Најблиско знаете да кој има дојдено да кажеме, има две фракции, едната е дека материјата е вечна, толку, а другата фракција е дека ништото го создало нештото. Нештото произлегува од ништото. И еден професор познат атеист Ричард Докинс беше невозможно да го објасни тоа и не можеше да ја поднесе толпата кога му се смееше, кога тој се обидуваше да објасни што е ништо. И кога толпата почна да му се смее и он беше изфрустриран што е тоа смешно во она. И од другата страна на разговорот беше едно свештено лице од англиканска црква, филозоф, многу паметен. Повика: Ричард, ти се смеат затоа што се обидуваш да објасниш што е ништо. Ништо е ништо, толку. Нема што да се објаснува тука. Но тоа е еден проблем. За христијаните, тој чуден момент, како да го кажам, тој некој парадокс е да кажеме моментот на воскресението. Верувањето во воскресението. И сега сме христијани, сме го прифатиле тој светоглед и го веруваме тоа. И знаете ли што? Тоа е така, но да размислиме малце побово што значи воскресението. Да го замислиме. Човек кој умрел, кој веќе му се распаднало телото, или да бе малце по нефин, човек кој е растргнат од животни. Телото не му е распаднато само, изедено му е на сите можни страни. Воскресението, верувањето во воскресението значи дека тоа тело кое сега го снемува, тие костки кои се растргнати, во воскресението тие костки ќе бидат соединети и тоа тело ќе биде воскреснато. Тоа е малце чуден момент. Многу чуден момент. Се разликата помеѓу христијанството и сите други светогледи е што нашиот чуден момент, пошто ние имаме чуден момент, тоа е воскресението ако еден, тоа е едниот чуден момент. Нашиот чуден момент е историски настан. Не филозофија за да разбереме нешто, туку е историски настан. И наместо да биде филозофијата да објасни историјата, кај нас се случува еден обратен процес. Историскиот настан диктира што ние ќе веруваме за еднината. Еден многу различен, како да кажам, развој на настани. Воскресението на Исус Христос стартува едно ново движење. Воскресението на Исус Христос почнува еден нов мајндсет, една нова надеж, ново разбирање за светот околу нас. Воскресението го разговарале и старите грци, и старите римјани, и во времето на Исус евреите разговарале. И знаете ли што? Сите тие верувале дека тоа е невозможна работа. Дури имало една фракција на евреите кои верувале во воскресението, но верувале на крајот на времето, во ден во кој сите ќе воскреснат наеднаш. Но Исус воскреснува во средината на времето. Тоа никако не може да го веруваат. Но Господ Исус тоа го прави. Воскреснува во средината на времето, во средината на историјата и покажува што значи воскресението. Токму средбите после воскресението се оние средби кои се коренот на се што денес ние веруваме за Исус
и за црквата. Средбите после воскресението. Може би сега ако се прашат христијаните во светот кој е најголемиот празник, може би голем дел ќе кажат Божик е најголемиот празник за христијаните. И знаете ли што? Во долгите зимски, ладни, темни денови, може би изгледа сме имале потреба од некој коузи убав празник, па Божик сме го воздигнале на такво ниво. Но знаете ли што? Великден е основата на се. Ако не се случил Великден, никој немаше ни да сонува да го слави Божик. Заради Великден, ние сега го славиме и Божик. Доколку Исус не воскреснал и немал средби со своите апостоли и следбеници после воскресението, може би никогаш немало да слушнеме за него. Колку и да било спектакуларно неговото раѓање. Ако не воскреснал, веројатноста е голема дека немаше ни да слушнеме за него. Може би ќе сме учеле за него како само еден неуспешен обид за возобновување некакво еврејско царство или некаков обид за некаква духовна реформа. Ништо повеќе. И знаете што? Во времето на Исус и околу него историски вриот такви ликови кои се појавуваат и викаат јас сум Месијата. Вриот такви ликови. Чудни приказни околу нив. Но само Исус прави една таква разлика во светот. Никој нема оставено впечаток како што има оставено Исус. Зошто? Само заради воскресението. Воскресението е game changer, како да кажем. Ја менува играта, ги менува правилата, менува се што ние знаеме за животот. Не само за тоа кој е Исус и што тој направил, туку и за нас, кои сме ние и светот во целост. Сега ќе имаме една кратка серија проповеди кои ќе ги разгледаме средбите кои Исус ги има после воскресението. Тие се многу интересни, необични средби. Тие се некои работи, приказни кои ги слушате можеби честопати, но важната работа е да продрете малце подлабоко во тие приказни да видите што Исус сака да им остави на овие апостоли, на овие пријатели кои ги среќава после воскресението. Евангелистите, како можеби за ништо друго, ставиле многу напор за тоа да наведат како се случувале последните настани пред да го распнат Исус. Зошто Исус се наоѓа во таа лоша ситуација, кои се сведоците, оние првите оние кои го гледале Исус распнат и посебно оние првите кои го виделе Христос воскреснат. Имаме многу имиња, случувања во детали, посебно последниот дискурс на Евангелијата. Па можеби и некои необични настани. Апостолите, тоест евангелистите запишуваат, како што на пример во Евангелието на Марко 14 глава 51-52, не знам дали сте го приметили тој дел, многу чуден дел е, кога го апсат Исус. Евангелистот Марко чувствува потреба да запише од 2 стиха на приказна дека таму имало и некој човек облечен во лен кој кога се разбегали сите и он се разбегал и за да го фатат му ја фаќаат облеката и му се раскинува и он гол почнал да бега. И еден таков напишат. Некои чудни работи пишуваат само за да ги евидентираат најважните работи кои или некои детали кои ќе укажат дека да, тоа вистински се случи. Сите се сеќаваат на овој кога бегаше гол низ цел Ерусалим. Не можеа да го фатат. Евангелистите пишуваат некои разни работи, може да ги видиме таму. Во контекст на денешната сцена, еден од главните ликови е една жена, Марија Магдалена. Се појавува прв пат како стои со други жени пред крстот на Исус. Ќе зборувам од Евангелието на Јован. И таа таму, пред крстот на Исус, Марија Магдалена и некои други жени прв пат се појавува. Тоест таа стои таму пред крстот со Јован. Апостолот Јован не ни кажал многу, но другите евангелисти укажуваат на тоа дека Исус од Марија Магдалена, тоест незија ослободил од легиони, од демони, била премногу оптоварена и заробена од демони. А сега Марија Магдалена стои пред гробот на Исус, таа е сцената која ќе читаме, и плаче. Доаѓа рано уште, додека е темно, го гледа гробот отворен и празен. Одим кажува на Петар и Јован, тие трчаат на кај гробот, гледат и се враќаат. Петар и Јован, тие храбрите што се, трчат на кај гробот, гледат празен, се враќаат, се заклучуваат и седат дома. Марија Магдалена останува на гробот. Марија Магдалена прва е таму, ги гледа настаните и останува на гробот, без разлика на тоа каква опасност тоа представува за неја.
Ќе читам Јован 20 глава, ќе читам два текста, но сега е овој првиот. Јован 20 глава од 11 до 18 стих, вели вака. А Марија стоеше кај гробот однадвор и плачеше. И плачејќи се наведна над гробот и виде два ангела во бели облики како седат, едниот кај главата, а другиот кај нозете каде што беше лежало телото на Исус. Тие рекоа: жено, зошто плачеш? Им одговори: го кренале Господ мој и не знам каде го положиле. Секогаш во Библијата, кога некој ќе види ангел, имате реакција на страв, на трепет, на потреба да се клекне, да се обожава тоа битие небесно кое го гледа пред него човекот. А тука Марија Магдалена стои пред гробот, гледа ангели, тие прашуваат: зошто плачеш? Вика: не знам кај е мојот Господ. Марија Магдалена, мртва ладна, не уплашана, се избори со ангели, како ништо да не гледа пред неа. Штом го рече ова, се заврте назад и го виде Исус како стои, но не знаеше дека Исус. Исус ја рече: жено, зошто плачеш? Кого го бараш? Та мислејќи дека е градинарот, му рече: Господине, ако си го зел ти, кажи ми каде си го положил и јас ќе го земам. Исус ја рече: Марија. Та се заврати и му рече: Равуни, што значи учителе. И рече Исус: не допирај се до мене, зашто уште не сум се вратил кај мојот Отец. Туку отиде кај браќата мои и кажи им: се враќам кај својот Отец и вашиот Отец, кај својот Бог и кај вашиот Бог. Дојде Марија Магдалена и им кажа на учениците дека го видела Господ и дека тоа и рекол. Ако внимателно ја читате Јован 20 глава, Јован е, не кријам, Јован е моето омилено евангелие. Ако го читате, ќе видите толку многу детали. Јован се обидува да запише се, да алудира некои важни работи кои тој сака да ги имаме у обзир кога го читаме неговото евангелие. Има некои интересни паралели кои се случуваат овде во наративата, во приказната, и тоа се работи кои верувам дека апостол Јован сака да не подсетуваат на еден друг настан од Библијата. Еден друг настан. Јован го има тоа на ум додека го пише тоа евангелие. Поголемиот дел од случувањата во таа 20 глава се случуваат во еден ден. И тоа во првиот ден од седмицата. Тој Јован два пати го кажува. Во првиот ден од седмицата, уште додека беше темно. Апостол Јован сака, додека го читаме тоа што го пишува, во глава кај нас да резонираат зборовите од Битие, прва глава. Од најпрвата глава на Библијата. Од моментот кога Господ го создава небото, ја создава земјата, и кога Господ го создава тој живот, кога Господ става ред, кога става прекрасни животни, создава нешто ново. И додека опишува овде, тој сака да ни каже дека нешто драматично и ново се случува пред негови очи, а тој е сведок. Тој во суштина така и го почнува своето евангелие. Евангелието на Јован, знаете ли како почнува? Во почетокот. Така почнува и текстот на целата Библија, на Стариот Завет. Во почетокот. Јован, додека го пиша своето евангелие, тој ги користи првите зборови од Септуагинтата, од грчкиот превод на Стариот Завет и ги користи како почеток на неговото евангелие. И во целата таа наратива, во Битие која кулминира со создавањето на човекот, како врвот на Божјото создание, оној кој го носи Божјиот образ, наративата во своето евангелие на некој начин го доживува својот врв токму во зборовите на Пилат. На латински homo ecce, или еве го човекот. Кулминацијата на евангелието на Јован доаѓа до тој момент, каде што на една страна ја имаме толпата, сите стојат на една страна и сам Исус стои на другата страна како оној совршениот човек. Оној против кого немаат ништо да го обвинат. Оној кој стои сам наспроти сите, оној кој ќе го понесе сиот тој товар, оној кој ќе го откупи целиот свет. Homo ecce, еве го човекот. Еве го човекот кој ќе изврши Божјата волја
до крај, во целост. Она што Адам не можеше да го направи како образ Божи, на тоа што Адам падна, Homo ече, еве го човекот, кој ќе изврши Божјата волја, Божјата намера, Божјиот план до крај. Тоа е човекот. Тоа е оној кој ќе го заврши тоа Божје дело. За тој момент да не го испуштиме, апостол Јован повторно го нагласува тој прв ден во седмицата. Зборовите на Битие прва глава треба да ни резонира цело време во главата. Уште еднаш го спомнува тоа во оваа глава. Во првиот ден од седмицата, во продолжение 20 глава 19-23 стихи, тоа ќе биде главниот текст за нас денес кој ќе обработуваме, вели вака. А вечерта во истиот ден, првиот ден од седмицата, кога вратата каде што беа учениците негови собрани беше затворена поради страф од јудејците, дојде Исус, застана насреде и им рече мир вам. И ова што го рече им ги покажа рацете и нозете и ребрата своји. Се зарадуваа тогаш учениците што го видоа Господа. А Исус пак им рече мир вам. Како што ме прати Отецот, така и јас ве праќам. И кога им кажа ова, дуна им рече примете Дух Свети. На кои ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, а на кои ќе им ги задржите, им се задржат. Амин. Од овој текст сакам 3 работи да видиме, да разликуваме, да научиме. Знаете, има многу вицови за жената и мажот и моментот кога Господ ги создава. Едниот виц завршува со страната на мажот, као победник, а другиот со страната на жената. Со страната на мажот е вицот кога Господ ги создава мажот и жената. Господ го создава мажот и вика, добре, после Господ ја создава жената и вика, ти ќе треба да се шминкаш. Тоа е да кажем некоја шовинистичка верзија на вицот, а другата е со жената, феминистичката верзија е дека Господ го создава Адам и вика, добре, и после некој време му текна, чекај, имам подобра идеја, па создава Ева. Има многу вицови за тоа како падот во грев доаѓа преку жената и слично. Има многу приказни за тоа. Во овој случај, во оваа наратива која читав малце, пред последен текст да го читам, за новото создание, во новиот прв ден од новата седмица, жената ја гледаме во една поинаква и важна улога. Не забравајте. Апостол Јован овде пишува една нова прва глава на нешто ново што Господ го прави, за некако ново создавање кое Господ го прави во неговата реалност. Марија ги гледа ангелите, реагира во стилот голема работа, се избори со нив. Додека Марија Магдалена цел ден стои пред гробот, разговара со ангели, го бара телото на Исус, разговара со градинарот, мислејќи дека тој е градинарот, не знаејќи дека е Исус. Учениците, оние мажите, седат во собата, заклучени, не бара некој, ако дојде по нив, не може да ја скрши вратата, мислам, нема логика тоа. Биле вдрвени врати во тој момент. Како и да ја заклучиш, може да идеш во куќата. Како и во падот во грев, но така и сега, во овој случај жената е таа која зборува, а мажот молчи. Мажите збор не кажуваат, а жената е таа која збори. Во првиот случај таа збори со змијата, во овој случај таа збори и со ангелите, но збори и со воскреснатиот Христос. Сега жената е првиот човек која носи радосната вест. Првиот човек која носи радосната вест. Што значи тоа? Марија Магдалена во овој случај, знаете ли што е? Марија Магдалена во овој случај е апостол на апостолите. Христос преку Марија Магдалена ја носи радосната вест на оние кои треба да ја прокламираат радосната вест во светот. Што може да видиме во овој случај? Што сака апостол Јован да ни каже? Од овој момент ние можеме да го видиме откупителното дело на Исус кој го почна во ова ново создание. Исус преврте се наопаку. За еврејниот во првиот век позната е една утринска молитва. Знаете ли што се молеле евреите во првиот век секој утро? Тоа им било како, не знам дали се молите на сабајле,
ама ако се молите на сабајле, евреите имале ритуал да се молат со таа молитва. Еве ја молитвата со која тие се молеле. Ти благодарам Боже, што не си ме направил да бидам паган, жена или роб. Со таа молитва, не е тоа виц, со таа молитва евреите во првиот век се молеле. А сега, што се случува во тоа ново создание, во еден нов свет, во таа обнова која Исус ја прави? Бог повикува жена да оди и да биде првиот човек кој ќе навести радосната вест во светот. Првиот човек преку чии зборови ќе одекне радосната вест и Божиот избавителен план. Во еден момент Марија Магдалена беше се од тоа што просечниот евреин се молел и му благодар на Бог да не е. Како прво, Марија Магдалена е жена. Второ, таа била издемонизирана, била блудница, таа била отсечена од Божиот народ. Таа веќе не била еврејка по таа основа. Таа е отсечена од Божиот народ. Таа прави работи кои не наликуваат на Божиот народ. И трета работа, таа била робинка. И тоа не робинка на било кој, не робинка на човек. Робинка лично на сотоната. Исполнета, заробена од легиони. И сега Господ ја ослободува и дава нов статус. Ја носи во своето семејство. И преку тоа негово откупително дело, таа станува апостол на апостолите. Вау! Каква трансформација! Храброста на Марија Магдалена е наградена. Љубовта која таа има е препознаена. Марија Магдалена е она прва која ги виде ангелите. Марија Магдалена е прва која разговараше со воскреснатиот Исус. Марија Магдалена е првиот апостол. Христос прави неверојатна обнова. Стартувањето на Божјата преобразба почнува со Марија Магдалена. Втора работа што сакам да научиме од овој текст. А тоа е како Исус доаѓа помеѓу учениците. Насреде хаосот во кој се наоѓаат апостолите, насреде мракот во кој се наоѓаат, доаѓа Исус од никаде. Се појавува и вели мирва. Носи мир, воспоставува ред. Колку силна сцена е ова Исус се појавува така меѓу нив. Тоа што мене ми е интересно, затоа кога се појавува Исус помеѓу нив одеднаш, може би во ретроспектива ќе си помисли, апостолите се помислиле, кога седиме заклучени и уплашени како глучиња, како иначе ќе влезеше Исус, ако не се појавеше помеѓу нас? Знаеш што ми фалеше од тој момент кога беа уплашени и заклучени? Некој ден тропне на врата. Тоа да видиш бегање. Така Исус одеднаш бам се појавува пред нив, помеѓу нив. И вели мир вам. Уште една сцена овде можеме да видиме од првата глава на Битие. А тоа е како Исус се појавува во време кога има хаос, кога нема никаква форма, кога нема никакво правило, нема никаков ред. Тоа во Битие прва глава, вториот стих вели вака: земјата беше неоформена и пуста. Имаше темнина над бездната, а Божјиот дух лебдеше над водите. Таа состојба на неоформена и пуста земја на еврејски значи се вика тоху ва боху. Хаос и неред. Во една таква ситуација се наоѓа апостолите. И одеднаш Бог доаѓа и зборува. И кога Господ зборува, земјата добива облик, добива форма, добива ред, добива мир, добива систем во кој земјата почнува да обстојува. Бог носи мир, носи ред во хаос. Еден нов вид на ред и мир влегува во нашиот живот, во нашиот домен, во нашето окружување. Мир и ред кој доаѓа директно од Бог и е наменет за неговата заедница на светот, која преку својата мисија тој мир ќе го носи и светот ќе се обнови. А како таа заедница ќе ја врши таа мисија? Третата работа која мораме да научиме во текст.
Не знам дали приметивте еден необичен текст, тоест една необична реченица тоа што Исус им го кажал на апостолите. Еве, јас ќе го прочитам тоа. Не знам како ќе ви звучи на вас. Исус им рече: примете Дух Свети. На кој ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат. А на кој ќе им ги задржите, ќе им се задржат. Што мислите за оваа реченица? Интересна, нели? Чекај се, кој го има тоа право да простува гревови, да не простува гревови? Кој го има тоа право? Како е можно човек да го прави тоа? Една од тие работи која евреите се соблазнуваа најмногу, знаете која беше? Кога Исус на некој ќе му кажеше: ти се простуваат гревовите. Чекај, шок. Од еднаш Исус зборува толку прекрасни работи, сака го ближниот си. Тоа е тоа. Тоа е што треба да го слушнеме. И одма втората реченица: ти ги простувам гревовите. Чекај малце. Кој го прави тоа? Тоа може само Бог да го прави. Зарем тоа нешто кое не е нешто кое само Бог може да го направи. Апостол Јован сега да ни покаже од кои пропорции е таа обнова. Тоа не е обнова за self-help book. Да си помогнеш, да се чувствуваш поубаво. Прочитај го и убаво ќе се почувствуваш. Јован ја зима таа прва глава од Битие со тоа ново создавање, со сите тие метафори кои ги става тука, со сите тие елементи кои ги има. Уште една работа која може да се види, знаете ли која од Битие? Кој Исус знаете што прави? Исус дува кон апостолите. А што се случи кога Бог дувна во Адам во првата книга? Адам стана живо битие. Адам стана оној кој можеше од сега натаму да ја носи Божјата слика и да ја врши Божјата мисија во овој свет. Кога Исус вдахнува со Светиот Дух во апостолите, тие стануваат ново битие. Ново обновено битие. Нов човек. Човек кој од сега почна да го гради својот нов идентитет. Уште сега ова на земјата. Има една нова мисија, нова преобразба. Нешто кое го надминува секој ден од нас, нашиот потенцијал го надминува. Се што имаме не надминува. А сега Господ преку Светиот Дух ни повикува во една таква мисија. Во Бог преку Светиот Дух јас и ти сме ново создание, и тоа апостол Павле ќе го нагласи. Тоа ново битие кое чекори во новиот обновен свет, кој преку улогата која ни е дадена, Бог го трансформира или го преобразува. Онака како што беше и за Исус, веќе нашите зборови имаат посебна важност. Секој збор што ќе го кажеме, секој дело кој ќе го направиме, во името на Исус, како што кажува Исус, во мое име и чаша ладна вода, има посебно значење. И чаша ладна вода ќе гради за моето царство. И чаша ладна вода. Тоа значи, знаете што значи тоа? Секој е повикан да гради за Божјото царство. Секој има капацитет да гради за Божјото царство. Не само проповедникот, не само пасторот, не само некој кој е не знам колку надарен за музика, за што и да е, секој, апсолутно секој од нас е повикан да гради за Божјото царство. Дури и чаша ладна вода. Нашите постапки и дела веќе имаат друго и далеко сежно значење. Во многу нешта, ќе ви кажам нешто искрено, во многу нешта, мирот во овој свет, мирот во светот, зависи од постапките и делата кои јас и ти ги правиме. Да го состојбата на Македонија, мирот во Македонија, ќе зависи од нештата, од малите постапки кои јас ти ги направиме. Сериозно ви го кажам тоа. Посериозен не можам да бидам. Господ никогаш не адресира толпа. Господ повикува поединци да бидат дел од неговиот народ. Зборовите и делата кои јас и ти ќе ги направиме, од тие зборови дела ќе зависи мирот и состојбата во Македонија. Мали луѓе, како мајка Тереза, направиле многу за овој свет. Мали луѓе, како Вилијам Вилберфорс, ставиле една нова траекторија во овој свет. За робството да се смета илегално. Прв момент во историјата на човештвото.
цивилизации смета дека робството не е во ред. Прв момент во историјата на човештвото. Затоа што овој човек се заложил за тоа. Тој мал човек, во еден парламент таму многу далеко од нас, влијае и временски и територијално на сите нас. Денеска е 9 мај. Знаете ли што е 9 мај? Роденденот на И тоа е. Ама 9 мај е роденденот на Европа. Раѓањето на Европа се смета како роденден на Европа. И сега зошто ви зборам за тоа? Има една приказна која е малку помалку позната од да кажеме политичката страна на раѓањето на Европа. Не знам дали некоја ще се запрашате. Како е можно после таква светска војна за толку краток период да дојде помирување помеѓу народите во Европа? Значи светска војна завршува некаде 45-та, така? Веќе во 50-та година, 1950 година, има иницијатива и роденденот, раѓањето на некакво помирување помеѓу германците и французите се случува. Дали се запрашале, чека, од каде доаѓа тоа? Дали тоа беше политичка волја? Дали што беше тоа? Се запрашале за тоа? Ние тука имаме проблем со нашите соседи веќе 100 години. И некако не гледаме, нема некоја, како да кажам, временска рамка у која гледаме дека тоа ќе може да се реши некако. И знаете ли што? Пробуваме ние политички. Колку што е можно повеќе. Пробуваме со компромиси, ама некако не се решаваат работи. Не знам дали приметувате, ја приметувам. Некако укјорсо как сме. Како постигнале овие два народи, французи и германци, у тој момент да дојдат до некакво помирување? Како е можно тоа? Сега ќе ви кажам на приказна која може би е зацкриена во позадина стои на целата приказна за Европа. Како татко на Европската Унија го викаат Роберт Шуман. Не знам дали сте слушнале за тој. Роберт Шуман е француски дипломат кој бил активен пред Втората светска војна, за време на Втората светска и после Втората светска војна. За време на патување во ВОС, Роберт Шуман, после Втората светска војна, во тој момент влијателен политичар и бил министер за надворешни работи на Франција, слуша за едно место во Швајцарија, каде се случува едно масивно помирување помеѓу народите, помеѓу германците, помеѓу французите, се случува едно масивно помирување. Тој не може да го разбере тоа, тој е негов сон, но не гледа начин како тоа може да се направи. И тој слушна дека таму имал еден пастор по име Франк Бауман. Франк Бухман. Протестантски пастор од Америка со долгогодишно искуство во мисија, евангелизација, гледајќи како Европа се наоружува, отпочна една нова организација, баш пред почетокот на Втората светска војна во Швајцарија, наречено морално наоружување. Верувајќи дека единствено тоа е единствениот спас за народите да живеат во мир. Значи некаде 1938 он го почнува пред Втората светска војна, го почнува тоа движење, за време на Втората светска војна го води и до крај за својот живот тој го води тоа движење. Роберт Шуман, кој во 1950 година бил министер за надворешни работи на Франција, инспириран од делото и помирувањето на Бауман и охрабрен од самиот Бауман, пишува документ кој е објавен на 9 мај 1950 година за иницијатива на помирување и обединување на народите во Европа, за спречување на идни војни и градење на заедничко меѓународно општество. И покрај тие негови прекрасни иницијативи, сепак до овербата да се положи во било кој во Германија, во тој момент бил преголем ризик. Преголем ризик. Во кој може да ја положиш таа доверба само неколку 3, 4, 5 години после војната. Во кого може да ја положиш таа доверба? И тогаш Роберт Шуман бара помош од пасторот Бауман,
кој го поврзува со тогаш германскиот канцелар, може би се го слушнале сега тоа име, има и организација во Македонија која го носи неговото име, Конрад Аденауер. Се слушнале? Нема врска. Тоа што е интересно е дека после неколку месечни разговори и напори, три главни лика се истакнуваат и ја менуваат траекторијата на нашиот континент. Конрад Аденауер, представник од Германија, во тој момент канцелар на Германија, Алсид де Гаспери од Италија и Роберт Шуман од Франција. Знаете ли што прават овие тројца? Овие се собираат и ја диктираат веќе долго политиката на долги патеки за Европа. Тие тројца водачи одат во манастир на молитвен викенд. Непосредно пред подпишувањето на документот кој станува основа за градење на европското семејство. Одат на молитва. Се молат и отпочнуваат таа иницијатива. На отпочнувањето на движењето кое Бауман го почнува за моралното наоружување, тој ги кажува следните зборови. Нам ни е потребна моќ, доволно силна да ја промени човечката природа и која ќе може да гради мост помеѓу човек и човек, група и група. Тоа почнува тогаш кога секој ќе ги признае своите грешки, наместо да ги изложува грешките на другиот, први. Само Бог може да ја менува човековата природа. И слушате ова реченица. Тајната лежи во таа голема и заборавена вистина, дека кога човекот слуша, Бог зборува. Кога човекот е послушен, Бог действува. Кога еден човек се менува, цели нации се менуваат. Тоа е големата тајна која забораваме. Европската унија е многу далеко од совршена, но заради визијата на овие тројца посветени луѓе, верни, кои го подпишале документот после викенд на молитва, целиот проект го почне со молитва и вера заради нив. Европа го ужива најдолгиот период од пишаната историја без поголема војна. Не знам дали знаете, во просек на секој 50 години во Европа имало голема војна. Но ние веќе броиме на кај 80 години. Европа има војна, но не голема војна како што има во историјата. Некој можеби ќе каже, дали Бог зборува денес? Дали Бог зборува денес? Ево овие татковци на Европа, како што ги викаат многумина, сметаат дека Бог не им зборувал. И ги повикал. Тие сметаат дека биле повикани да отпочнат еден таков проект за помирување на народите. Нешто што во тие први години, после Втората светска војна, луѓето верувале дека не е возможно. После тоа многу жртви. Секој имал изгубен некој близок од фамилијата. И одеднаш да му простиш на некој. Па тоа е невозможно. Само после 5 години, само после 5 години после Втората светска војна се случи едно такво помирување. Денеска можеби ќе кажат, каде Исус се појавува, дали воскреснатиот Христос зборува? И познаете ли што јас сум во оваа мисија затоа што Исус мене ми се објави и ме повика во служба. Пасторската служба, тие што ме знаат многу поодамна, беше последното нешто кое сакав да го работам во животот. Последното нешто, апсолутно. Јас бев музичар, точка. Денот кога Исус се објави на мене беше денот на мојот, како да кажеме, нов роден ден. Како што вели Бауман, тајната лежи во таа голема и заборавена вистина. А која е таа тајна? Кога човекот слуша, Бог зборува. Прашањето е дали слушаме ние. Во тоа е прашањето. Прашањето не е дали Бог зборува. Прашањето е дали јас слушам. Кога човекот е послушен, Бог действува. Може мислиш дека доволно е да стоиш вака на страна со скрстени раци и да видиш што ќе се случува. Ништо нема да се случи, ви кажувам. Кога си послушен, Бог тогаш действува. Не порано, кога си послушен. Кога еден човек се менува, цели нации се менуваат. Не смеме да пристапуваме мегаломански. Мора да го гледаме, да ја гледаме вредноста на индивидуата.
дека преку еден Господ може да направи страшно голема работа. Средбите со Исус се многу важни. После средбата со воскреснатиот Исус, твојот свет доживува драматична трансформација. Кога светот го прими воскреснатиот Исус, веќе се што претходно се случуваше, го гледаме веќе со други очи. Кога апостолите го видел воскреснатиот Исус, веќе неговите зборови ги разбраа на друг начин, тие што ги слушнаа они тогаш во тој момент. Но преку воскреснатиот Исус, тие зборови има ново значење. Неговите дела и постапки, кога го видел воскреснатиот Исус, неговите дела и постапки имаше смисла што го прави тоа. Веќе има едно ново значење, ново влијание. Неговото раѓање во тој момент има неповторлива важност. Од неговото раѓање тие рекоа, затоа што го видовме воскреснатиот Исус, од овој момент светот има една нова историја. Ги броиме годините од раѓањето на нашиот Господ и Спасител. И сега веќе е лето Господово 2021. Светот не остана исто место на живење со воскреснувањето на Исус. Преобразбата на светот е преголем залог за нас. Но тоа е она на кое Бог не повикува. Црквата ги брои годините, на англиски некако поубаво ми звучи The Year of Our Lord. Господовата година. Или, нашки кажано, лето Господово. И сите години се Господови, бидејќи тој ја ослободи и откупи земјата и се што е на неа. За себе си. Тој вети дека ќе ја обнови земјата и дека ќе ја трансформира и не повикува да ја обновиме и ние таа земја и да градиме за неговото царство. Како помирувањето помеѓу народите кои толку многу го сакаа Аденауер и Шуман и како што пристапија на таа невозможна мисија со молитва, на ист начин почнува било која преобразба која Бог допрво ќе ја прави преку нас. Се почнува со молитва. Се почнува со молитва, се завршува со молитва. Исус Христос непосредно после благословот за мир, тој ми вели мир вам. Но тој не застанува тука. За тој мир да стане реално за светот. Тој вдахнува здив, им го вдахнува Светиот Дух, за да им даде сила со која таа трансформација ќе се случи во светот. Сега е лето Господово 2021. Ајде да ја освоиме оваа година, ова лето за нашиот Господ Исус Христос. Ова што е Негово, не да кажеме дека е Негово. Да ја освоиме оваа година за Него. Да дозволиме Господ да ја носи таа обнова преку секој еден од нас, без исклучок. Сите сме еднакво важни за Божјата мисија. И за крај, 3 упатства. Како ова лето Господово да биде вистински лето Господово преку нас. Тоа ќе значи почнување и завршување на денот, на секој ден во Неговото присуство, во молитва. Не знам дали го почнувате денот и дали го завршувате денот со молитва. Молитвата честопати изгледа како бадијала работа. Ако шикаме ние у Македонија, ако не знаеш сам да си направиш, никој нема тоа да се заврши. Само ако не си завршиш, никој нема да го заврши тоа. Ние можеби таков пристап имаме и во нашиот живот, во нашиот личен живот, во мисијата, во што и да е. И молитвата ја разбираме како должност, дека тоа мора да го направиме. Но молитвата е послушност во која Господ не повикува, е присуство во кое ние престојуваме. Знаете, ние не ги правиме вистинските нешта за да бидеме во вистинското присуство. Ние сме во вистинското присуство за да можеме да ги правиме вистинските нешта. Така почнуваат нештата. Во вистинското присуство на сабајле и на вечер. Во Божјото присуство. Тука почнува се. Втора работа. Исполнувањето со Светиот Дух. Тоа не е опција за нас. Знаете, тој што го нема печатот на Светиот Дух, тој не е Божјо дете, толку едноставно. Исполнувањето на Светиот Дух е наша задача секојдневно. Апостол Павле вели на една црква: не се исполнувајте со винот секој ден, исполнувајте се со Светиот Дух. Со Светиот Дух, преку молитва, исполнувајте се.
Зошто? Затоа што целосно посветен живот, и тоа е третото нешто, посветен живот во целост за него, тоа ќе биде невозможна мисија за нас, доколку не сме исполнети со неговата сила. Апостолите можеа да вршат таа мисија која им беше дадена од Бог само тогаш, кога беа исполнети, кога го примија Светиот Дух. Пред тоа нема шанси. Тогаш ќе видиме какви чуда се случуваат помеѓу нас и како Бог го обновува светот околу нас. Почнува со молитва. И ако можете, молитва на колена. Од искуство ја го кажам тоа. Никако самата поставеност на колена пред Бог не носи на еден начин во едно такво присуство кое е нешто неверојатно. Клечиме пред Него и уживаме во тоа што Господ има да ни го даде. Нека Господ не оснежи, нека Господ ве исполни со Неговиот Дух. Нека Тој го исцели вашето срце, нека го видите потенцијалот кој Господ може да го произнесе преку вас, преку секој еден од вас. Не заборавајте, и чаша ладна вода во Негово име гради за Неговото царство. Благосостојбата и мирот во Македонија зависи од секој еден од нас, поединечно. Нека Господ ни даде сила. Нека не благослови. Амин. Татко мој небесен, фала ти, Господе, за тоа што Боже мој, не се само примерите од Библијата, туку и од нашата непосредна историја. Ние можеме да читаме како луѓе кои биле посветени на Тебе, Господе, пристапиле со вера и молитва. Господе, ти преку тие луѓе правиш чуда. Фала ти, Господе Боже мој, затоа што Твоите деца ти ги имаш искористено да променат траекторијата на историјата. Зошто? Затоа што ова е Твоја година. Ова е Твое време. Ова е Твоја историја и не припаѓа на никој друг освен на Тебе, Господи. Од Твоето раѓање ги броиме годините и така ќе продолжиме додека Ти повторно не се вратиш, Господи. Се Ти припаѓа на Тебе, Господи. Ти откупи се, Ти спаси се. И Ти не повика нас од таа спасителна мисија да Ти се придружиме на Тебе, Господи. Боже ме даја силата од Светиот Дух во нас да работи, да можеме, Господи, да бидеме алати за Твојата мисија во овој свет. Нека целата слава Ти припадне на Тебе, Господи. Амен.